Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојавте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Во оваа емисија ќе зборуваме најмногу за она што се случува околу специјалното јавно обвинителство и околу обвинителката Катица Јанева. Имено таму се актуелни кривичните пријави кои граѓани ги поднесуваат против работата на ова обвинителство, а кој ги процесуира основното јавно обвинителство, инаку обвинителство кое е дел од работата на Катица Јанева, бидејќи е и самото вклучено во прислушуваните материјали. Како ќе заврши целата оваа работа ќе видиме, а во изминатиот период дојде силна поддршка од меѓународната заедница за работата на Катица Јанева. Одиме редом, првин да видиме за кривичните пријави. Еве, ова е еден текст на Deutsche Welle, кој вели 12 честитки за роденденот на Катица Јанева. Бомбардирањето на специјалното јавно обвинителство со кривични пријави треба да обезбеди компромитација на оваа институција со цел, доколку има обвиненија пред изборите, тие да имаат што помал негативен ефект врз гласачкото тело на власта и уште посилно да го мобилизираат членството во одбрана на партијата од незаконското работење на СЈО. Генерално, ваква е оценката на правосудни кругови по последните 12 нови кривични пријави што ги заработи специјалното обвинителство, сите поднесени на ист ден и иста основа малтретирање при вршење на службата. Со тоа бројката на кривични пријави против специјалното јавно обвинителство достигна до 19. Според трендот, не е исклучено дека оваа бројка наскоро ќе може да ја надмине бројката на предмети што се во надлежност на специјалното јавно обвинителство. Тоа е тој текст на Deutsche Welle. А одиме со поддршката на амбасадорите на, речиси, сите европски држави или на оние најголемите кои имаат амбасади во Македонија, кои едногласно застанаат зад работата на специјалното јавно обвинителство и тоа јавно го покажаа. Еве еден од тие текстови. Амбасадорите на земјите од Европската Унија со силна поддршка за Јанева и специјалното јавно обвинителство. Тука има и фотографија. Средбата на Јанева и на амбасадорите не беше најавена, а по средбата не е објавено соопштение, ниту пак од делегацијата на Европската Унија откриваат повеќе детали за разговорите. Според објавената фотографија на Твитер на средбата со Јанева покрај Орав, присутни биле амбасадорите на Германија, Франција, Шпанија, Холандија, Британија, како и на други земји членки на Европската Унија. Јанева вчера се сретна и со Грем Стайлс од британската канцеларија за надворешни работи, на кој беше истакнато дека поддршката од политичките партии на работата на специјалното јавно обвинителство е важна за иднината на Македонија. За средбата извести британскиот амбасадор Чарлс Гарет. Значи се работи за една поддршка која може да се каже дека е поддршка без преседан во поновата македонска историја, кога се работи за поддршка на амбасадорите од меѓународната заедница за некоја македонска институција. Одиме и со соопштение на Европската Унија и Соединетите Американски држави, чија главна порака е дека сите треба да се воздржат од заплашување на јавни функционери, чија задача е создавање услови за кредибилни избори. Повлекуваме дека сите политички партии се согласија за именување на специјалната обвинителка и тие сега треба да покажат конструктивна соработка со неа и незината екипа и да се воздржат од напади врз ова независно тело, велат од Европската Унија. Од Унијата потсетуваат дека ова дава огромна можност на премената на Пржинскиот договор за да се надмине тековната политичка криза. Договор кој го подпишаа 4 партии го поздравува именувањето на специјалниот обвинител, промените во владата, амандманите во изборниот законник, одлуките во однос на Државната изборна комисија, како и оставката на премиерот. Но како што редовно потсетуваат амбасадорите на Европската Унија и САД во Македонија и комесарот Јоханес Хан. ЕУ потсетува уште еднаш дека има уште многу работа за целосна примена на Пржинскиот договор.
Тоа е тоа соопштение. А сега ќе видиме дел и од реакциите. Една од нив е на новинарот Бранко Тричковски, кој има прилично остар начин на пишување и овој пат се обраќа на меѓународната заедница. Браќање на европскиот пат, пришува Тричковски. Сакам да ја поздравам поддршката што Јанева ја доби од амбасадорите кои во различни персоналитети 10 години присуствуваа и го адмирираа усмртувањето на Македонија и посебно на нормалноста и на европскоста во Македонија. Можеби затоа што без тоа искуство денеска не би можеле да ја поддржа специјалната обвинителка, односно не би имало зошто кандидат за членство во Европската Унија воопшто да има специјално обвинителство. Какви се овие перверзности? Дали е тоа знак за некаква грижа на совеста? Не каква совест, какви бакрачи. Но сакам нешто друго да кажам. Државата не може да ја вратат на европскиот пат оние што ја изместија тој пат како најважен аспект на својата мисија. Значи не како грешка, за да можат на раа да ја демонтираат. А на социјалните мрежи дел од граѓаните и сами се мобилизираат за, како што велат, да ја даат поддршка на Катица Јанева и на специјалното јавно обвинителство. Еве ќе видиме еден од тие постови кој сега е превземен од други портали. Значи ова е дел од кампањата, еве ова е еден од порталите кои се вклучува директно во кампањата за поддршка на специјалната јавна обвинителка. Вели порталот, секоја вест која директно ќе ја нападне обвинителката, ние јавно ќе го осудиме и ќе бидеме противници на сите кои ќе пробаат да ја отцрнат работата на специјалната обвинителка, која сите партии потписнички на договорот од Пржина ставија потпис за незината работа. И тука е ставена фотографија од амбасадорите со Катица Јанева. А во колумна Џабер Дерала од невладината организација Цивил сега пишува: време е за апсење. Тоа е неговиот наслов. И еве го делот кој се однесува и на Катица Јанева. Затоа медиумите се меѓу последните линии на отпорот на власта, која предолго време се дозволува крајно расипништво. Затоа Питер Ван Хауте и Катица Јанева се наметнати и затоа народот, што е да им значи тоа на Груевски и неговите преврзоци, ќе им удри клоца, ним и на сите што размислуваат и делуваат поинаку. Во деновите кога беснееше канонадата од политичките бомби на опозицијата, еден странец по средбата со Груевски сподели со мене дека се сретнал со човек чиј контакт со реалноста е избришан. Тоа го пишува Џабер Дерала во колумната време е за апсење. Продолжуваме со Тортевски Александар, адвокат, кој предупредува дека оние кои поднесуваат кривични пријави против Катица Јанева се соочуваат и самите со кривични пријави за лажно сведочење и дека ќе мораат тие наводи да ги докажат. Еве Тортевски вели дали се свесни подносителите дека лажно пријавување е кривично дело. Очигледна е намерата преку оркестриран притисок да се амортизира работата на специјалното обвинителство. Но оние кои тоа го прават треба да бидат свесни дека ова е меч со две острици. Подносителот на пријавата треба да знае дека ако нема основа за пријавата, врши кривично дело лажно пријавување. Инаку сигурно е дека прашањата на обвинителите нема да им предизвикаат пријатни чувства на потенцијалните обвинети или на сведоците. При тоа мора да се знае дека кај лицата кои имаат условно речено помалку општествено опасни кривични дела, предочувањето на фактот дека нема да бидат обвинети ако бидат соработници на правдата не е никаква изнуда или малтретирање. Тоа е можност предвидена со законот. Тоа го вели Тортевски. А Драган Павловик Латас во неговата редовна понеделничка колумна вели дека според него Катица Јанева веќе е фатена во криминал. Катица ја фатија на дело во 4 тешки законски далавери. Нема записник од наводно примените телефонски разговори од Заев. Незините обвинители им се заканувале на суди и сведоци и ги уценувале.
Нејзин полицаец нудел 100.000 евра мито на сведок да даде изјава против Гордана Јанкуловска. И дознаваме дека жената добила 4 милиони евра буџет, ама не работи, ништо не чита и не слуша, бидејќи постојано одела на приватни забави, на слави и такви некои потреби, а парите ги троши, нашите пари секако. Тука некаде ќе го завршиме делот кој е наменет за специјалната јавна обвинителка, иако тоа прашање се провлекува секогаш, сега во сите колумни, надписи, во сите анализи. Сега одиме со нешто друго што беше актуелно неделава, а тоа е почетокот на судењето за Кумановското диво населје за настаните во Куманово. Тамо е обвинета 29 члена вооружена група, која почна да ги дава своите искази, а интересен исказ даде еден од адвокатите на групата. Тоа е Насер Рауфи, кој брани неколку обвинети. Според Рауфи, диво населје требало да ја дефокусира јавноста од бомбите. И тој вели дека тоа ќе се покаже во текот на судењето. Тоа ќе го сториме кога ќе дојдеме во стадиум на испитување на обвинетите. Сите од овие обвинети ќе сакаат да дадат исказ и тоа го најавивме денеска на главната расправа. Додека пат за решителните факти, ние сметаме дека има една таква генеза, значи поврзаност на настаните, кои што се и диво населје со бомбите, така наречени бомби, преслушувани разговори. Јас и обвинетите сме убедени дека со овие настани сакаше да се дефокусира јавноста од преслушуваните разговори. Убедени сме дека се работи за структури кои во понатамошниот тек на постапката ќе ги наведиме со име и презиме, вели Насер Рауфи. Тоа е мислењето на Насер Рауфи. Одиме со она останатото што се случува, тоа е договорот од Пржино, изборите се разбира. Представник од Стейт департментот се сретна со сегашниот премиер Емил Димитриев и Роб Берчински, кој е представник на Стейт департментот, кажа дека за изборите времето тече и дека има уште многу работи да се направат. Еве ова е еден од насловите за таа посета, еве има и фотографија од средбата. Помошник секретарот во Американското биро за демократија Роб Берчински преку Твитер порача дека Соединетите Американски држави ја поддржува Македонија при имплементација на договорот од Пржино и фер избори, но дека времето е кратко, а има уште многу работа. Неговата порака следува по средбата со техничкиот премиер Емил Димитриев во Скопје, на која присуствуваше и американскиот амбасадор Джес Бели. Кабинетот на Димитриев информираше дека соговорниците ги поздравиле билатералните односи помеѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави, кои се карактеризираат со пријателство и соработка во сите полиња од взаемен интерес. Тоа е таа вест. А за предвремените избори и за обврските на власта зборува Ненад Новковски, професор, поранешен министер за образование, кој вели: со најавеното поместување на датумот на предвремените избори не се прави промена на договорот од Пржино, туку им се прави отстапка на партиите од власта. Наместо да бидат соочени со санкции заради саботирање на активностите од договорот во досегашниот период, им се овозможува да се ги исполнат обврските со задоцнување, за да може да се одржат фер и демократски избори, преку кои што институциите, системот треба да се вратат во нормална состојба. Тоа го пишува професорот Новковски, а мислење дека власта ги ескивира обврските од договорот во Пржино има и уште еден професор, тоа е професорот Тито Беличанец. Тој исто така пишува на својот Facebook профил: дали на Груевски му е јасно дека не може да ги ескивира преземените обврски во договорот од Пржино. Груевски и неговата раководна врхушка да беа деца од градинка ќе разбереа кои се поракети и инсистирањето на меѓународната заедница. А лидерот на СДСМ Зоран Заев даде интервју за
регионалната телевизија Ал Джазира Балкан, меѓу другото Заев кажа дека тие нема да одат на избори на 24 април, меѓу другото поради непрочистувањето на избирачкиот список. Заев вели дека проценките на опозицијата се дека во избирачкиот список има околу 100.000 луѓе, 100.000 фиктивни гласачи кои треба да бидат избришани. Еве таа вест, објавена потоа во домашни медиуми, преземена од Ал Джазира. Прво, избирачкиот список кој не е прочистен и на него се наоѓаат мртви и избирачи пријавени по 2 пати, а такви според информациите кои ги има опозицијата се над 100.000 или 12%. Изборите може да ги пресудат неколку проценти од гласачите и затоа опозицијата нема да се согласи да излезе на избори на 24 април. Според Заев за прочистување на избирачкиот список потребни се најмалку 100 дена, што значи дека изборите би биле на почеток на летото. Тоа го пишува, тоа го кажува Заев. А кога сме кај изборите и кај медиумите кои треба да се реформираат, да се регулираат како ќе известуваат пред избори, сега пишува Гоце Трпковски кој вели дека со преговорите кои се водат се поместуваат некои основни постулати и дека тој не верува дека со ваков начин на преговори Македонија може да добие добро регулирани медиуми и кои би овозможиле фер настап на сите кандидати и точно и објективно пренесување на информации. Гоце Трпковски, кој самиот е новинар, вели ке не беше поубаво со провладени медиуми. Провладениот дел од медиумската сцена го заземаат контролирани медиуми од владата и од владеачката партија, за кои постојат сериозни показатели дека се раководени од заеднички центар, дека ги кршат и најелементарните новинарски правила и принципи и дека сето тоа добро го наплатуваат. Како може да се најде компромис меѓу тоа и нормалното функционирање? Затоа преговорите за медиумската сфера на моменти личат на обид од медиуми и немедиуми да се направат полумедиуми. Не можеме доволно пати да ја повториме излетената фраза "Политиката е уметност на можното", додека гледаме како се одвиваат преговорите меѓу 4 најголеми политички партии, посебно во делот за медиумите, без вклученост на медиумите. Особено додека гледаме како се преговара за нешто што не може да биде предмет на преговори, а тоа се основните новинарски правила и принципи. Тоа го пишува Гоце Трпковски. А професорката Тања Каракамишева повторно вели дека за она што се случува околу медиумите е виновна СДСМ и опозицијата. И незината колумна овој пат е насловена "Народот не ги сака црвените линии". Така меѓу другото, на јавноста беше соопштено дека сега СДСМ има црвена линија за медиумите представена на следниот начин. Или сите медиуми ќе бидат како нашите, целосно влюбени во нас и лесни за Сорос манипулација, или нема да има медиуми и новинари кои не се на наша страна. Таквите со декрет ќе ги затвораме, ќе ги сотреме, ќе им одземеме лиценци, ќе ги казнуваме, мора и на вештерки ќе ги летаме новинарите. Мора и на кусо магаре ќе ги качеме, само да им се затнат устите коментаторски и своји главомислечки. Како СДСМ ја разбираат црвената линија, веројатно подобар термин кој вистински би опишал нивната суштина на политичкото гледање на македонското општество и држава, би им бил линија до бездната, ама не се, и онака добро ги разбираме што сакаат да кажат со или без линии. Тоа беше професорката Тања Каракамишева, а сега емисијата ја продолжуваме со останатите теми кои меѓу другото се поврзани со некои социјално-здравствени проблеми кои се често присутни во македонската јавност. Еден од нив беше протестот пред јавното обвинителство на група граѓани кои се поврзува со смртта на девојчето на малата Тамара од Велес пред точно 1 година. Сега граѓаните бараат одговорност од
обвинителството и бараат докаде истрагата за малата Тамара, а обвинителството токму еден ден пред почнување на протестот излезе информација од обвинителството дека тие покренале некаква истрага. Еве, ова е еден од написите во медиумите во кои се зборува за протестот, но и се зборува за уште еден настан кој се случи таму, а тоа е дека за време на протестот таму излезе уште еден родител со девојче со искривен грб со сколиоза и кој предупреди дека и на неговата керкичка и се заканува истата судбина како и на Тамара. При тоа тој човек е од етничка албанска националност и овој напис е маката ги спои македонците и албанците. Пред неколку месеци студентите македонци и студентите албанци заедно протестираа за тоа што сметаа дека е неправедно за нив. Истото го направија и кога државата сакаше да профитира од нивните хонорари, а најголемо пријатно изненадување беа реакциите на граѓаните во Куманово по случувањата во Кумановската населба Диво населје минатата година. Нема дилема дека секојдневните маки ги споија македонците и албанците и дека тоа се покажа многу помокне од стотината проекти на странците за соживот, кои по се изгледа што е соживот ке треба да учат од нас. Така беше и на протестот за малата Тамара од Велес, каде заедно за правда протестираа незината мајка Жаклина и фамилијата на Ханета Салију, 11 годишно девојче од Скопје, кој како и Тамара бара помош од граѓаните и институциите во земјава. Тоа е тој текст кој го спојува протестот за Тамара и меѓуетничките односи во земјата, а на зградата на владата во Скопје, освен новата ограда од ковано железо, сега почнуваат да се монтираат и златни елементи или елементи со златна боја. Не знаеме дали е вистинско злато, со оглед на транспарентноста на владата кога се зборува за јавните набавки, јавните трошења, можеби никогаш нема ни да дознаеме, но за тоа веќе реагираат граѓаните. Еве на Facebook Милица Хочевар вели: 10 дена молиме за инсулин. Скратени се 2,3 милиони евра за набавка на инсулини во последниот тендер. Штеделе на инсулин, а прават златна ограда. Ало, дали овде има некој нормален? Тоа е и тука има и фотографии од таа златна ограда. За оградата на владата пишува и режисерката Ана Глегорова, која се обраќа на својот Facebook профил, кратко и јасно. Прашува: какви ли внатрешни маки и расколи те растргнуваат за да ставиш ваква златна круна на ограда? И тоа замисли не дома, туку пред влада. А за ова и за останатите проекти кои се поврзани со така наречениот барок, сега има и некои хумористични коментари. Значи тоа е повеста дека и ќе се гради нов објект на Народната банка и дека тој исто така ќе биде во тој барокен стил, како што веќе се нарекува, иако многу експерти и историчари на уметноста посочуваат дека не се работи тука само за барок, туку се работи за една мешавина од стилови, но не се. Еве сега една фотомонтажа од гувернерот на Народната банка Димитар Богов, кој е представен со перика, со тога и текст хумористичен се разбира. Додека чекаме Народна банка да добие нова зграда во барок стил, еве како би изгледал гувернерот Димитар Богов барокно преслечен. И емисијата ќе ја завршиме со Facebook статус на отец Пимен од Македонската православна црква, свештеник познат по своите интересни коментари кои често предизвикуваат бранување во јавноста. Имено отец Пимен често коментира и политички случувања, освен оние црковни, па сега
тој на својот Facebook профил повторно пишува, и тоа сега за назначувањето и за појавувањето на премиерот Емил Димитриев. Веќе неколку дена сум во Македонија. Се изнагледа вести со надеж дека ќе го видам новиот премиер. Џабе, сепак ќе мора да гуглам за да го видам. Значи, за оние кои не знаат што значи гуглам, значи отец Пимен вели дека ќе мора да пребарува на интернет за да види фотографија од премиерот Димитриев. Почитувани, со оваа содржина ја завршуваме оваа трета порта, емисија посветена на актуелните политички случувања. Емисијата гледајте секоја среда во 19 часот и 15 минути. До тогаш останете и на програмата на 24 вести, не го заборавајте и мотото на трета порта, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика, заклучоци носете сами.